Во внатрешноста на Mazda 3 атмосферата е прекрасна, затоа што покрај мултиформите има чувство на висока технологија. Пред возачот е стандардната панорама. Тоа се трите овални инструменти кои се аналогни. На воланот можеби има и премногу копчења за манипулација, а на централната конзола е старомодниот дисплеј. Дисплејот не е на допир, туку се контролира со овој ротирачки инструмент, како и сите останати функции. Она што е интересно во внатрешноста, тоа е комбинацијата на добрите материјали. Имаме гумирана пластика, потоа кожена преслекување, многу убав простор во внатрешноста и многу простор за ослободување, односно за одложување на дребули. Вака, концепираната Mazda 3 делува многу привлечно, многу атрактивно, можам да кажам како Фаберже јајце. А просторот на задната клупа сега ќе го провериме. Во хетчбек каросериите обично нема многу простор во внатрешноста, но во внатрешноста на тројкава јас сум изненаден, бидејќи возачкото седиште е во мојата идеална позиција, јас седам сосема комотно тука и не забележувам воопшто проблем околу просторот. Дури има и потпирач за раце, а простор од главата до покривот има онолку колку што треба. Така да спремно е се за едно долго патување, па макар седеле и на задните седишта. Mazda 3 изобилува со технологија, особено ова издание со погон на сите 4 тркала. Mazda има богата традиција во изработка на возила со погон на сите тркала, а во тројката е сместен нешто модифициран погон од MX-5. Тоа значи дека имаме електрохидраулична спојка која ги пренесува вртежите на моторот, односно силата на моторот и на задните тркала. Но тоа е лесен систем, има некаде околу 80 на килограми, што е доста намалена тежина кога збориме за системи за погон на сите тркала. Она што профитира оваа хетчбек каросерија, која патем речено ми делува како Фаберже јајце, е од возните својства. Спрегата со автоматскиот менувач дава голема забава при возењето. Новиот дволитарски мотор, бензински, испорачува 180 коњски сили, но без турбина. Тој има работа по принципот на дизел моторите, со зголемена компресија. Тој ги користи свекичките само за да почне да циклусот на работа, а потоа во полето помеѓу 2 и 6000 вртежи во минута тој го пали горивото под притисок. Со тоа се добива зголемена економичност. Јас на изминатите околу 670 километри забележав просечна потрошувачка од 8,4 литри, што е податок кој покажува дека и потентните мотори без турбина и со погон на сите 4 тркала може да бидат економични и се разбира многу забавни за возење. Ова е стварно интересно, бидејќи погонот на сите 4 тркала ви дозволува малку да претерате со брзината, а управувањето ја мести каросеријата онака како што треба да биде наместена. Можеби звуците на пневматиците ќе ве опоменат дека претерувате, но забавата е голема, а уште повеќе ми се допаѓа прецизноста со која се однесува каросеријата.
патот е многу тесен и затоа морам цело време да го држам погледот на него. Но она што ја имам интеракцијата со автомобилот е прекрасна. На одличните возни својства покрај погонот на сите 4 тркала допринесува и векторинг системот. Тој е електронски систем кој надгледува многу варијанти и параметри на возилото и ви дозволува да претерате со брзината. Тој функционира со намалување на вртежите на моторот, но и активирање на потребната сопирачка на избраното тркало. Например, ако претерате со брзината, а сте влезени во десен свиок, тогаш векторинг системот ја погонува десната предна сопирачка, така да ве задржува во траекторијата на движењето и се спротивставува на контрасилите што действуваат по законот на физиката. Таквиот принцип дозволува насмевка на лицето на возачот и многу лесно кротење на каросеријата. Па добро, ова возило сепак не е скроено за трки, но има одлична перформанса. Каква е Mazda тројката во нормално возење? Менувачот знае да биде бучен. Тој како да го силува моторот, но кога возите култивирано и смирено, тогаш завладува и тишината во кабината. Mazda 3 има компактна хеджбек каросерија, но престојот во кабината е удобен. Јас имам мала забелешка за тврдината на седиштата, бидејќи тие знаат да бидат малку напорни на подолги релации, но кога возите спортски, тие се одлични. Го држат телото во позиција каква треба да го држат, но и овозможуваат комоција. Mazda 3 со дволитарскиот мотор со директно впрскување на горивото и палење под компресија, наречен SkyActiv X, со погон на сите 4 тркала, се разбира добар автоматски менувач и раскошно опремена и дотерана кабина, чини 37.500 евра. Тоа не е податок со кој Mazda може да се гордее и може да биде многу конкурентна со останатите возила. Но оној што сака да има ултимативна забава за управувачот, но и модерна технологија која знае да биде и економична, не треба да ги штеди парите. Ова е, како што реков, вистинско Фаберже јајце. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следното издание за 7 дена.